Беласица има огромен потенцијал со шумски плодови и лековити растенија, но нема кој да ги собира. Вака се пожали од купувачите кои смета дека оваа планина може да биде извор на суровини за преработувачки капацитети. Огромни количини на боровинки, капени, малини, костен, печурки има на Беласица, но за жал последниве години се помалку лица се занимаваат со собирање шумски плодови. 70% од производите кои може да се купат не се берат, останува во шумата, не се користат. Нема кој да ги собира. Откуп има во секој момент, ама нема берачи, значи не се искористува потенцијал. Најмногу бара печурка, боровинка, чаеви разни. Митко Костов од Смоларе с цели 65 години се занимава со собирање шумски плодови. Собира чаеви, но и боровинки. Тврди дека има заработувачка од овој бизнис, но за жал нема кој да го наследи. Ако сака некој, има. Оти може за еден ден да се обере 50 кила боровинки, тие са 10.000. Една плата на една шивачка цел месец што ќе работи. Не може да се живее стално, меѓутоа да се заработи, може да, ако се сака. Има и малини, има спушнувате и капините, а има и доста чаеви. 70% од шумските плодови на Беласица не се искористуваат, сметаат од Сдруженијето Натура Нова, која го реализира проектот за брендирање на преработки од шумски плодови од планината Беласица. Основен двигател ќе биде промоцијата и продажбата. Ние знаеме дека секој производ во непреработена форма има една цена, додека преработката е 4 пати поскапа. Едноставно, економскиот интерес на собирачите ќе ги активира сите можни ресурси на локално ниво за таа работа да може да се искористи во поголем обем. Општина Струмица до Државниот завод за индустријска сопственост ќе треба да поднесе пријава за брендирање на производите и преработките од шумските плодови од планината Беласица.